26 март 2025, добра вечер во дневникот на КТВ. Општина Кавадарци реализира сериозен проект за решавање на проблемите со поројниците во селото Ваташа. Интензивно се работи на улиците Ристо Ѓондев, Киро Арсов и Диме Чекоров. Увид во градежните работи таму извршија градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот доктор Стојан Чорамов. После завршувањето на поголемите централни и приградски атмосферски канализации со КВФ, кои што имавме 2,5 милиона евра грант преку КВФ банка и Сојуз за Република Германија, и согледувањето на сите проблеми во делот на поројните дождовни води, кои што ги имаме во делот на територијата на општина Кавадарци, овие се меѓу последните кои што треба да се офатат, да нема надојдување на такви поројни дождови кои што правиа многу штета и на граѓаните, меѓутоа и на самата урбана средина, на самата комунална изградба и со многу наноси, чакал запушување, канализации и така натаки. Моментално со договорот 11 милиона денари се работи на 4 локации. Ристо Ѓондев, тоа е улицата која што комплетно се извади бетонскиот слој, се стави атмосферска канализација со должина сигурно над 700 метри и се приклучи до самото речно корито, се асфалтира. Меѓутоа, претходно во делот на самиот влив на долницата изграден е таложник. Тој таложник е во 3 фази направен, кај што ќе има спирување на водата, таложи и да влегува во атмосферска канализација, пошто верувате дека при дождовни порои и атмосферски влијанија тоа личеше на една поголема река, да речеме, и сета вода одеше, да не кажем, и до централното градско потрачје или до Слога и понатики. Диме Чекоров ќе се работи на 2 локации, тоа е на самиот влез во село Ваташа од Мокниште, на дробите. Тука има исто дол кој што знае да донесе поголема атмосферска вода и се направи таложник, има зафат подземен, каде што под регионалниот пат истата вода ќе се влива во реката Лудамара и нема да влева во селото Ваташа и да праве проблеми во делот на дождовните води. Исто под неа ќе е мостот во Ваташа новече изграден, тук е мушенен дол кој што го фаќаме, тој ќе биде од отворен карактер канал направен, проектиран, каде што ќе влези во атмосферска канализација и ќе се влива во реката Лудамара. И сега моментално се наоѓаме на улица Киро Арсов, каде што се гради покрај постоечкиот таложник, кој што беше од многу мал обем, изграден пред 15 на години со некои 10 метра кубни, се граде должина од 17 метра канал со неколку таложници, со препреки за смирување на водата, со таложење и комплетно да влези во атмосферска канализација. Еден посериозен зафат кој што комплетно нема да има изливање и нарушување на урбаната средина или наносување на, пак ќе кажем, неубави слики во делот на запушување канализации, атмосферски канализациони мрежи, чакал песок, каде што се случувало после поројни дождови со поедање дела да трошиме ресурси и од јавното предпријатие и од општината, за да може да вратиме у првобитна состојба. Ова е еден голем благодет кој што капитално долгорочно решавање на атмосферските канализации, односно атмосферските дождовни води, нема да застанеме тука. Секаде ќе ги имаме детектирано проблемите, ќе бидат комплетно решени. Не остануваат ситни дождовни поројници. Во делот на Клинска се решени, во делот на Дисанска се решени, Глишич ги решивме, во делот на Југо Комерц и Белкамен се решени, така да Ваташа овој дел беше поризичен и ова се решава, остануваат многу ситни детектирани проблеми кај што ќе треба во иднина да бидат решени. Ова е сето и по барање на жителите, меѓутоа и хроничен проблем при секој обилен дожд кој што го имаме гледано и вие медиумите ги имате детектирано многу пати како невреме, наречено во општина Кавадарци, кај што се нанесуваат многу дождовни води кои што се надвор од градското подрачје. Општина Кавадарци во 3-та фаза има за проект да и покрај ова што ќе биде изградено и комплетно ќе ги акумулираме сите дождовни води, да може да направиме така наречени отворени канали, нови соводолници, кај што се случуваат атмосферски празнења поголеми од дожд, да можеме да направиме отворени канали, да ги насочиме надвор од урбаните средини Ваташа, Кавадарци и да дојде што помалку вода
кој што можеме да на некој начин абсорбираме или според проектираната документација да влезе во речното корито на река Лудомара. Со решавање на големите проблеми кои ги тиштеа кавадарчани, пред се со грандот од КВФ, каде што водоводна, фекална и атмосферска канализација се постави на големите централни трансферзали патни низ нашиот град, општина Кавадарци во третата година од нашиот мандат, односно последната, четврта година ја трошиме, решивме да ги решиме проблемите на нашите сограѓани кои гравитираат кон периферијата на општина Кавадарци. Едно такво место е, моментално се наоѓаме во Ватоша. Посетивме 4 локации каде што моментално се работи на решавање на таложници и водите кои се слива кон реката Луда Мара, кои пред тоа се излева на централната улица која гравитира во село Ватоша. Со овие таложници има за цел да се прифати и да се овозможи истата да се канализира во Луда Мара, во реката која централно е поставена во село Ватоша. Со тоа ќе го решиме проблемот кој жителите во овој дел на општина Кавадарци долг период децениски ги тиштеше. Така да се надевам дека благодетот за идните генерации кои гравитираат и кои живеат на ова подрачје ќе биде многу голем. Бевме со службите од општина Кавадарци, градоначалникот на улицата Ристо Ѓондев, на барање на жителите кои гравитираат во тој дел, една благородна идеја сега се вроди за доградба на едно детско игралиште, бидејќи на тој дел од улицата Ристо Ѓондев се гравитираат поголем број на дечиња кои еден дел од комуналната програма за 25 година не беше детектирана, така да на барање на жителите во текот на оваа година ќе бидеме сведоци на изградба на ново детско игралиште. Потоа се наоѓаме сега на ова градилиште каде што овие отпадни води на времето беа канализирани во мал обем, значи како што кажа и градоначалникот, комплетно и трајно ќе се реши овој проблем. Се издвојува сериозна сума на пари, прилика околу 11 милиони денари за сите три сливници и кои ќе овозможат канализирање на отпадните води. Ватоша доби прилично нова рува во изминатите 4 до 7 години, посебно кога е градоначалникот Митко Јанчев. Прилично многу се вложи во ова село и искрено сметам дека со вложување во Моклиште како туристичка рекреативна зона во општина Кавадарци и во Ватоша, мислам дека ватошани имат можност да бидат уште повеќе горди. Така да со овие микроменаџирања сметаме дека ќе го направиме нивниот живот на нивната територија уште подобар и одредени проблеми од поплавување во нивните домови, непријатни гледки кои во изминато бевме сведоци на секој пороен дожд, сметам дека ќе бидат минато. По таков правец ќе продолжиме кон реализација на комуналната програма за 2025 година. Во однос на нивната реализација не се сомневам, бидејќи реализација на претходните комунални програми во изминатите 3 години беше на едно многу високо ниво, така да сметам дека потребата на граѓаните на општина Кавадарци преку реализација на комуналните програми и општината со јавните предпријатија како последен чинител во тој ланец на изработка треба да бидат горди. Сметаме дека довербата ја оправдуваме. На крајот на оваа година сме изборна година. Нашите сограѓани ќе го валоризираат тоа што е изградено. Имавме подадена рака со нив, тоа ќе го продолжиме и во наредниот дел до крајот на нашиот мандат. По барање на жителите на село Марена во соработка со инспекцијските служби од општина Кавадарци, вчера и денес се врши чистење на речното корито на Овчка река со неколку помали диви депонии околу истото. Се работи со механизација, багери, кипер од јами и 2 камиона кипери од ЈП Комуналец Кавадарци, информираа денеска од локалната самоуправа. Припадниците од исламската вероисповед го слават светиот месец Рамазан и Шерит. По тој повод за сите членови и пријатели од исламска вероисповед, градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, заедно со председателот на џамискиот одбор Ахмет Фазлиов, председателот на Советот на општина Кавадарци Стојан Черамов и пратеникот во Републичкото собрание Зоран Јованчев 7 година поред организираа ифтарска вечера во нивна чест, на која присуствуваше и председателот на ИВЗ на Македонија Шакир Фетаху. Нека овој голем празник ви донесе пријатни денови исполнети со мир и благосостојба, порача градоначалникот Јанчев. На вечерата најпрво беше изразено жалење за трагедијата во Кочани, посакувајќи на повредените побрзо закрепнување, се вели во информацијата од кабинетот на градоначалникот Јанчев.
Тимот на јавната здравствена установа Општа болница Кавадарци изразува благодарност до општествено одговорната компанија Алијанс Уан за донацијата од 2 ЕКГ апарати, 8 антидекубитални пневматски душици и 2 пулсооксиметри. Со оваа донација значително се подобруваат условите за работа во нашата здравствена установа, а на пациентите им се овозможува подобра и поквалитетна здравствена заштита, велат од Кавадаречката болница и додаваат дека се работи на континуирано подобрување на здравствените услуги кои се резултат на модернизирање на медицинската опрема. По немилиот настан кој се случи во Прилеп, каде беше застрелена вработена во Центарот за социјални работи, денеска вработените во Центарот за социјална работа Кавадарци го искажаа својот револт и побараа заштита од државата. Воедно изразија поддршка за својата колешка. Поддршка на барањата од вработените дадоа и од синдикатот на УПОС. Од име на вработените од Центарот за социјална работа Кавадарци, денеска ние одлучивме од 13 часот да излеземе тука и да дадеме поддршка за нашата колешка, повредена колешка од Центарот за социјална работа Прилеп. Го осудуваме настанот во целост и бараме поддршка за наша лична безбедност и заштита како службени лица, не како приватни лица или како граѓани. Значи, заедно со сите членови, после немилион настан со наша колешка, член на синдикатот од Прилеп, сакаме да изразиме револт поради односот и бараме да се оствара нашите права и да бидеме поддржани и од полицијата и да имаме поддршка и заштита при извршување на нашите работни задачи. Социјалните работници се соочуваат со ризик во нивната секојдневна работа, затоа што нашите странки се од социјално ранливи категории и нивните права кои не се задоволени и револтот е на вработениот. Цело време бараме од синдикатот и синдикатот се застапува за тоа да се изнеда начини, да се направат промени во колективните договори, да се направи обезбедување, меѓутоа тоа си го работи синдикатот од своја страна. Сега ние се договоривме во еден часот, го поддржуваме како сите центри за социјална работа кои се членови на УПОС. Неминовно е на гледачите на град Кавадарци да им го долува моментот на примерното значење на нашата институција за нивните најмили и начинот на кој што тие растат и се воспитуваат во една ваква установа. Предучилишното воспитание и образование представува составен дел подсистем во рамките на глобално воспитно-образовниот систем, а со тоа и оваа образовна институција остава трак во општественото делување. По природа, нашата установа тежне кон прогресивни промени. Градинката Рада Поцева, заедно со градоначалникот господинот Митко Јанчев, Советот на општина Кавадарци, се залагаат секое дете да има пристап до квалитетно предучилишно образование и воспитание. За да процесот на воспитно-образовна работа со деца од предучилишна возраст има непречен бег и даде очекувани резултати, треба максимално да се искористат сите расположливи средства и ресурси со кои што располага нашата установа, а кои се на квалитетно ниво. Објектот Снежана, изграден во јануари 1979 година. Внатрешната површина пред зголемување на капацитетот на објектот изнесуваше 1286 метри квадратни, а дворот зафаќаше површина од 3800 метри квадратни. Во октомври 2019 година, после извршената анализа на терен од страна на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, се воспостави дека има потреба од проширување на капацитетот на овој објект и благодарение на нивните залагања добивме нов простор за згрижување на деца од 178 метри квадратни и наместо постоечките 9 занимални, сега објектот располага со 11 занимални. Исто така се извршени и промени во просторните услови кои се неопходни за непречен тек на воспитно-образовната работа. Значи, од проектиран капацитет за 140 деца со доградба, проектираниот капацитет изнесува 178 дечиња распоредени во 11 групи. И тоа 2 јаслени групи, 2 групи од 2 до 3 години, 3 групи од 3 до 4, 2 групи од 4 до 5 и 2 групи од 5 до 6 години.
Но, како што се запознати граѓаните дека градинката згрижува и дечиња повеќе од проектираниот капацитет, со одобрување од страна на основачот, а тоа е локалната самоуправа, благодарение на градоначалникот и локалната самоуправа, градот Кавадарци е град кој што нема листа на чекање на дечиња кои сакаат да посетуваат градинка. Што заслужува голема пофалба и значи дека сите ние се грижиме за нашите најмили граѓани да добијат згрижување и воспитување какво што заслужуваат. Во склоп на овој објект се наоѓа и централната кујна, во која што се приготвува храната и се дистрибуира во другите дистрибутивни кујни. Во централната кујна се подготвуваат оброци, 1300 оброци, односно секојдневно се спремаат и 50 тие оброци за народна кујна и децата од дневниот центар и мал групен дом. Оваа централна кујна во текот на овие години е реновирана 2012 и 2013 година, а со тоа и е направена да го задоволува и хасап системот. Но со зголемување на капацитетот на градинките, заложбите на градоначалникот и локалната самоуправа и отварањето на новите објекти во централното подрачје како и во руралните средини, имаме потреба од повторно реконструирање на централната кујна, на кое што и моментално работиме на изготвување на идејно решение и проект за реконструкција на истата. Во делот на подобрување на условите за работа би сакала да напоменам уште еден проект кој што беше реализиран од страна на градоначалникот и локалната самоуправа и во соработка со UNDP, а тоа е партерното уредување 2019 и 2020 година. Дворните површини беа преуредени. Проектот беше во вредност околу 2 милиони денари, кое што вклучуваше осветлување со декоративни паркови светилки, оградување со метална заштитна ограда, поставени се настрешници и детски реквизити. Во склоп на овој објект е и објектот Ваташки цветови, кој што се наоѓа во село Ваташа. Во 2015 година со преадаптација на Домот на културата во село Ваташа е отворен овој објект. Вкупната површина е 258 метри квадратни, од кој просторна површина е 162 метри квадратни, а дворна површина околу 96 метри квадратни. Овој објект располага со две занимални и се згрижени дечиња во едната занимална од 0 до 3 годишна возраст, а во другата од 3 до 6 годишна возраст. Има помошни простори, канцеларии и така натаму. Проектираниот капацитет на овој објект е 40 дечиња. Сега би сакала малку да поразговараме за организационата поставеност или вработените во нашата институција. Благодарение на градоначалникот и локалната самоуправа зголемен е бројот на вработувања како и унапредување. Имаме и привремени вработувања во објект Снежана и организациона Ваташки цветови. Има 44 вработени од различни профили на неопределено работно време, воспитувачи, негователки и помошно-технички персонал и исто така од неодамна се реализирани трансформации на некои од ангажираните преку Агенција за привремени вработувања. Бидејќи централната кујна се наоѓа во овој објект, имаме повеќе лица вработени во истата, од кој еден е главен готвач, а двајца имаме помошни готвачи, додека останатите се садомијачи. Следејќи ги најновите современи и европски трендови во предучилишното воспитание и образование, во нашата јавна установа се реализира програма за ран детски развој, која опфаќа разни форми на поддршка и промовирање на здравиот развој на децата и создавање услови за понатамошен развој. Нашата мисија е максимална искористеност на објектите, создавање на услови за квалитетно воспитание и образование со примена на најразлични форми и програми, современи трендови и научни созданија од областа на раниот детски развој. Тоест градинка по мерка на децата.
Владата на вчерашната редовна 63-та седница ја разгледа и усвои информацијата за утврдување на минималната плата за 2025 година, применувајќи ги законските утврдени критериуми, каде минималната плата за 2025 година ќе бележи пораст од 2685 денари во бруто износ, односно 1812 денари во нето износ. Сојузот на синдикатите не е задоволен од фактот дека владата усвоила информација за утврдување на минималната плата, применувајќи ги законски утврдените критериуми, посочи Трпе Дејановски, председател на синдикатот на УПОС. Според него, за прв пат, откако е воведена минималната плата во 2012 година, за тоа не се консултирани работниците и економско-социјалниот совет. 4 пациенти од Шпанија и 1 од Грција се враќаат дома. Во домашните болници се лекуваат 23 пациенти, информираше денеска министерот за здравство Арбен Таравари. Денеска се враќаат 5 пациенти, 4 од Шпанија и 1 пациент повторно се враќа од Грција. Нормално ќе ги причекаме и нив, ќе бидат сместени првите 24 часа како е предвидено по протокол, откако да биде направена тријажа од наши специјални тимови, ќе бидат сместени во клиниките кај што сметаме дека треба да бидат под надзор. Утре до сега ни се најавени уште 4 пациенти кои што се враќаат. Тука планираме да направиме во внатрешноста некој центар за пациентите на кои што ќе им треба подолга рехабилитација. Во моментот се уште немаме одредено центар, меѓутоа размислуваме за 2-3 можни опции. Дали УЈП го игнорирала законот и овозможила нелегално работење на клубот Пулс? Праша на денешната пресконференција од СДСМ. Продолжува да излегуваат нови загрижувачки детали за институционалните пропусти кои можеби довеле до најстрашната трагедија во поновата историја на Македонија, во која животот го загубија 59 луѓе. Објектот познат како дискотека Пулс во Кочани, каде се случи трагедијата, работел нелегално. Тоа веќе е документирано и потврдено. Тоа е дел од активната истрага која треба да даде одговори, но и да утврди одговорност кај институциите чии пропусти се поочигледни. Денес отвараме нов и мощне сериозен аспект од оваа трагедија – улогата на управата за јавните приходи. Според податоците, објавени во бизнис мрежата, фирмата МММ Кафе, собственик на дискотеката Пулс, работела со блокирана сметка дури 217 дена. Евидентирана блокада, која се уште не е трната, била заведена на 16 август 2024 година. И тука се поставува суштинско прашање. Дали управата за јавни приходи требала да го затвори клубот уште во септември 2024 година? Според член 117 од Законот за стечај, ако фирма има блокирана сметка повеќе од 45 дена и не исплаќа плати и придонеси подолг период, УЈП има законска обврска да поднесе барање за отворање на стечајна постапка и да предложи мерки за обезбедување на имот. Ако блокадата била заведена на 16 август 2024 година, тоа значи дека веќе до крајот на септември управата требала да постапи, а клубот Пулс требал да биде затворен. Но клубот продолжил да работи и 59 животи беа загубени. Почитувани, ова не се технички грешки, ова се системски прашања. Затоа денес СДСМ поставува неколку директни, но неопходни прашања до истражителите, до МВР и до јавното обвинителство. Дали е точно дека управата за јавни приходи не постапила по своја законска обврска согласно членот 117? Кој во УЈП бил надлежен да го поднесе барањето за стечај и зошто тоа не било направено? Дали некој ја стопирал постапката и ако да, зошто, со каква цел? Дали ова е уште еден случај на неажурност или станува збор за заштита на нередовности и политички врски? СДСМ не изнесува заклучоци, но СДСМ бара одговори. Трагедијата во Кочани не е последица на една грешка,
туку на ланец на институционални пропусти. Секој пропуст мора да биде идентификуван. Секој виновник мора да биде повикан на одговорност. Државата мора да покаже дека законот важи за сите и дека никој, ама баш никој, не смее да биде над него. Јон Фрчковски на пресконференција тврди дека селективна правда е неправда за случајот во Кочани, бидејќи ние со тоа се согласуваме, го прашуваме Јон дали тоа што користи е наркотичка супстанца кокаин. Праша на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Со голема шокираност ја примивме информацијата која се појави на социјалните мрежи, каде што се гледа дека функционерот и директор на Центарот за истражување и анализи на СДС, Јон Фрчковски, користи бели наркотични супстанци. Не знаеме дали е навистина тоа, но поради јавниот интерес, граѓаните заслужуваат одговори. Инаку, Јон Фрчковски е синче на Љубомир Фрчковски, поранешен министер во владите на СДС, нестуден дипломат и еден од татковците на криминалната транзиција. Неговото синче пак, Јон Фрчковски, на пресконференција тврдеше дека селективна правда е неправда за случајот во Кочани. Бидејќи тоа е точна констатација со која се согласуваме, јавно го прашуваме Јон Фрчковски дали тоа што користи е наркотична супстанца кокаин. Ако тоа е точно, дали Јон Фрчковски се дрогира во просториите на СДС или во просториите на јавното претпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор, каде Јон беше помошник директор. Дали Јон Фрчковски е подготвен да направи јавен наркотест за утврдување на психотропни супстанци. Кој е ставот на Венко Филипче, кој го поставил Јон на ваква позиција? Сведочиме на време во кое размазените синчиња на комунистичката црвена буржуазија, која го создаде трулиот и корумпиран систем, сега без ронка срам и образ злоупотребуваат трагедии. Еве што прават во слободно време. Бидејќи селективна правда е неправда, не сакаме да веруваме дека Јон Фрчковски и Венко Филипче ќе дадат половични одговори. Јавноста бара одговори. Владината портпаролка Марија Митева денеска на пресконференција информира дека завршени се контролите во ноќните клубови и дискотеките, а ќе се продолжи со контролирање на останати угостителски објекти. Ако досега зборувавме за направени и завршени контроли и детално ги презентиравме бројките, денеска сакам да потенцирам дека и формално правно и административно целата потребна документација која што е поврзана со сите неодамнешни инспекции е целосно обработена. Целокупната постапка е завршена во форма на службен записник и е доставен до надлежните институции. Со ова, Државниот пазарен инспекторат и формално и законски го заокружи првиот дел од процесот во рекордно време, обезбедувајќи ефикасност и усогласеност со прописите. Како второ, сакам да информирам дека од денеска 5 инспекциски екипи се активно на терен и вршат проверки на објектите кои што се наменати за прослави и големи собири, како што веќе и најавивме. Овие инспекции се фокусирани на проверка дали објектите ги исполнуваат минимално техничките услови кои што ги бара законот. Во наредните денови очекуваме нов извештај од оваа контрола кој ќе даде појасна слика за нивоата на усогласеност и сите неопходни корективни мерки кои што ќе треба да се превземат. Нашата влада не е тука да врши аналитички пристап без конкретни чекори. Тука сме да дејствуваме. Нема да дозволиме беззаконие или двојни стандарди и ќе продолжиме да ја зајакнуваме институционалната ефикасност, се со цел да обезбедиме правилата да важат за сите подеднакво. Јавноста заслужува безбедност, правичност и институции кои служат, а не обратно. Остануваме посветени на оваа мисија за резултатите од нашите напори, за наодите и активностите кои што се превземени како дел од овој процес, редовно продолжуваме да ве информираме. Продолжуваме со спортот во дневникот. Сигурни победи на ракометарите и кошаркарите на Тиквеш. Кавадаречките ракометари го совладаа Фруитленд Борец со 29-24, а кошаркарите славеа на гостувањето кај Вардар со 77-94. Во машката ракометна Суперлига вчера се одиграа средбите од последното 22 коло од регуларниот дел.
Во 4 надпревари, фаворитите не дозволија изненадување и забележаа очекувани победи. Бутел во скопската пресметка тесно го совлада Пролет со 23-21. Вардар имаше лесна задача на домашен терен и беше убедлив против Струга со резултат 40-26. Во пелагониската пресметка Еврофарм Пелистер славеше на гостувањето кај Прилеп со 22-35. Во салата Јасмин, градскиот ракометен клуб Тиквеш се намачи во првото полувреме, но на крај забележа победа против тимот на Фруитленд Борец од Велес со резултат 29-24. Јунак на надпреварот беше капитенот и голманот на кавадарчани Маријан Велков, кој со своите одбрани во вториот дел го отпиша противникот. Покрај него, Коцев постигна 7, а Анастасовски 6 погодоци. Последните две средби од регуларниот дел се играат денеска, а во нив во дербито на дното Радовиш ке го нагости Куманово и во дербито на колото Алкалоид е домакин на Охрид. Токму Алкалоид ќе ја реши последната непознаница кога табелата е во прашање. Вака или онака, Алкалоид секако на крајот ќе биде трет, а Охрид ќе заврши на 4-то место. Меѓутоа, доколку Алкалоид победи, Еврофарм Пелистер ќе биде прв, а доколку загуби или одигра нерешено, Вардар ќе стартува во плейофот од позицијата број 1. И кошаркарите ги продолжија своите надпревари со доигрување на пролонгираните средби од 20-тото коло. Тиквеш Голден Игл забележа победа на гостувањето кај Вардар со резултат 77-94. Кавадарчани со оваа победа ги задржаа математичките шанси за пласман во плей-офот. Колото се затвора денеска со надпреварот помеѓу Работнички и Куманово. Фудбалската репрезентација на Македонија одигра неизвесен и исцрпувачки надпревар против селекцијата на Велс во рамки на квалификациите за светското првенство 2026. Иако македонските фудбалери беа на прагот на значајна победа, погодокот на противникот во последните моменти од средбата го постави конечниот резултат од 1-1. По надпреварот своји анализи и впечатоци изнесоа дел од репрезентативците. Имаше премногу емоции овој надпревар, тоа што се случи во Кочани знаеме и беше полн стадионот. Знаевме против каква репрезентација играме, 90% од играчите играат во Премиер лига. Добро се браневме до последна минута и знаевме дека со борба дека ќе дојдеме до една шанса и ја добивме. Добивме таа шанса во најпосукуваниот момент во 90-та минута. И навистина е жално и не знам како да кажам, да примиш гол во последните 10 секунди, навистина е жално, но ова мислам дека може само да не сплоти повише како репрезентација и да не издигне. Благодарам на публиката што во сите 90 минути не подреше, а ние како и секогаш и на секој надпревар понатаму ќе го оставиме срцето на терен. Знаевме дека ќе биде тежок надпревар, пошто игравме против една селекција квалитетна, знаеме како играат и игравме тактички дисциплинирано. Одлично мислам дека се боревме до последниот момент. Искрено, реално, многу ми е жал, пошто последни 30 секунди да примиш таков гол. Искрено, испуштивме големи 3 бода, али има уште да се игра, така да сега само можеме да идеме дома, да се одмориме и да се спремиме. Не чекаат уште 2 надпревари кои што се битни. Играме со Белгија и со Казакистан, со ладни глави и се надам само на подобри резултати. Времето утре ќе биде променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд, наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен, пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер, температурата ќе се движи во интервалот од 9 до 18 степен. Тоа беа содржините во дневникот, ви посакувам пријатна вечер.